I will rise 1,000 times again. Macedonia. And we'll rise up. I like the waves. We'll rise up. In spite of the ache, we'll rise up. And we'll do it 1,000 times again. Јас сум Нено. Јас сум Јована. Јас сум Сесек. Тоа е Мањо. Кој е пливачкиот тим на специјална олимпијада? Стефан ќе се направи на 25 метри слободен стил, Марио на 25,50, исто така Јована, а не на 25 метри слободно. Очекувањата се по некој медалче да освоиме, а пред се да добро се прикажеме. Ова е пливачкиот тим на специјална олимпијада Македонија и пред Олимписките игри во Лос Анџелес и со нив се сретнавме и ги споделија очекувањата. Тренираме речиси 3 години и Да пливаме, да на еден-два дишиме и на играците на еден-два гледат треба да дишнеме право и само носите главата да ги движиме. си ветивме дека ќе си поминеме многу добро, убаво и забавно во Америка и ќе ги исполниме очекувањата на специјална олимпијада и на очекувањата на сите од нас овде во Македонија. На кусата средба на тренинг пред игрите ни дадоа ветување, за кое вредеше да се чека. Кој ќе победи, тој ќе части. Со лимонада боза. Нешто благо, таму екоери, Колумби. А резултатите од Олимписките игри се врвни и ги надминаа и најразовите очекувања, па затоа се веројатно и едногласни кога ги прашавме за впечатоците. Така правевте? Да, Мачкавте, ја ги делкавте и рендавме. Шо освоивте? Ја прво место и второ место. Стефан бронза и сребро. Јована, трето место. Па јас, па Стефан. Многу убаво поминавме. Среќно. Почнавме малце да плачем. Тоа ми од радост. Првата медала во целата репрезентација на специјална олимпијада Македонија ја донесе Јована. Бронза на 50 метри слободен стил. Како изгледаше незината трка? Се загреавме прво. Да се загреевме малце. Вежби, Па вежби малце. После гадна трка дојде. Најбрзо што можам да отпливам. Не смеме да се фаќаме горе. Јас допринав. Чепна само и се врати назад. Да, се вратив назад. Еко, браво, браво. Да што ме че сториче за мене, да сам златно дете, на крај ми кажат. Тоа, впрочем, и прва медала општо за мене во животов на спортски план како тренер. Беше тешка трка и беше едноставно напната ситуација, неизвестна ситуација, али преубаво нешто. И тој триумф вредеше да се слави, затоа што го наметна темпото на освојување медали. Јовано, Јованке, кај вардарот седиш, мори пево. Но меѓу надпреварите, освојувањето на медали, шетањето по кампусот и дружењето со атлетите од останатите земји, на најголемиот хуманитарен глобален настан, летните олимписки игри на специјална олимпијада, нашите атлети си имаа време и за тимско дружење. Играње карти и тоа Макао е нивниот заштитен знак. Ја ги носев Имаше картите и и таму не почнав да играме и така. Знаеш да играв Макао и после ја дојдев па играв. два шпила карти, ама игравме со еден. Кога игравме по двајца, не по тројца, а кога игравме со поише со два. Со два шпила. Значи кој е? Јас сум Прво место, второ место, трето место, четврто. И пето. Нема место за тебе, последен си. Ова се ривалитети на Макао. Инаку на тренинзи нема ривалитет, таму е тренинг, не е трка, само се поддржуваат и се мотивираат меѓу себе. А за трка, се трка со противници. Се надевам дека И Стефан изгуби.
ќе направиме едно државно првенство, па да видиме меѓу нас кој е најдобар. На Макао не ја викна најголемата пливачка звезда, присутна на овие игри, олимпиезот Майкл Фелпс, но со него се дружа во поинакви форми. Се сретнавме исто така на отварањето и со Майкл Фелпс. Прво на отварањето, па изреагиравме невидно, му се втурнавме цела репрезентација, сликање, фотки. Потоа се видовме еднаш два пати исто така и во кампусот, дека цело време беше во кампусот со америчката репрезентација на пливање. Ги поддржуваше сите надпревари на пливање, доаѓаше. Од кога освоија толку медали во иднина, ќе го поканат и на трка во базен, затоа што самодовербата расте. Кај пливачите се вдомија 5 медали, 2 бронзи, кои што ги освоија Стефан Трпковски на 25 метри, Јована Павлович на 50 метри, 2 сребра, освоени од Стефан Трпковски и Марио Мицковски, и 1 злато освоено од Марио Мицковски. А пак Нена Деспотович стана десна рака на тренерот во тимот, негов асистент, по специфичната ситуација која таму ја имаше, иако ова е втора олимпијада за неа. Прв пат бев во Атина, таму освоив прво место во пинг-понг. Да, сега бев во Америка, но уште не. И тука ништо. Не освоив. Во примерот со Нена е тоа што малце различен базен од нашиот дојде до пречки и до страв да не може да излезе да се натпреварува, да се трка. Новите искуства знаат да се радост, но знаат да се страв и блокада, која не секогаш е предвидлива. За нив беа свесни родителите на Стефан и Марио, најмладите членови на тимот, кои со 15 години тргнаа буквално да ја освојат Америка. И како родителите се охрабрија на тој чекор. Како родител не е и те така лесно, нели, да си испрати дете и не беше имал периодот од 15 на дена и повеќе да го пуштиш и толку далеку, нели, и самата мисла што тие денови ќе те води да е поблиску негде, ќе претрчаш и ќе го видиш и така, меѓутоа за таму беше стварно и размислував ми се, меѓутоа беше голема поддршка од целата делегација што отиде значи од специјална олимпијада. А во почетокот не беше баш лесно да се одлучи, нели, да се донесе таква одлука, меѓутоа познавајќи го Раци, тренерот на Марио и на екипата, немаше некоја посебна двојба, се одлучивме да го пуштиме без проблеми. Со таков жар одеше на тие тренинзи по пливање и нестрпливо очекуваше кога ќе тргна, значи кога ќе одат на тоа патување. И највредното што го имаат родителите му го доверија на тренерот. Дали Радован беше свесен каква одговорност и очекувања носи со себе во својот куфер. До негде свесен, до негде несвесен, ама адреналинот и работата што работиме те носи напред. Раци се покажа како одличен тренер. Посебно, нели, се приврза со децата. И они го засакаа. И, значи, тоа е взаемна поврзаност. Најголемо искуство е ова што сум го доживеал, поготово со нив двајца, дека бевме исто така и цимери. Тука имаше доста работи околу станување, проблекување, кој што довлече, како довлече. Си ги менјаваа стварите во шкафот од Стефан, работи од Марио. Па, облакај, блузи, не облакај, али беше одлично. Им беше и татко и мајка. Да. И што значат освоените медали на нивните синови за нив? Па сега медаљата, нели, еден триумф, нели, една, да речам, награда и за родителите, пожртвуваноста на родителите. Затоа што во прашање се години и време, нели, за да се постигне тој успех. Убаво чувството во секој случај, нели, исполнети сме, поготово, мислам, за родителите, нели, а за Марио тоа дел од неговото понатамошно воспитување. Тоа е Марио, мајсторот као пива. Марио мајсторот, да, Марио мајсторот. Многу ти значи медаљата? Да. Тамо кажи, да. Да. А што добија овие дечки со искуството од спортот и олимпијадата? Че Америка му беше една одскочна дахска за да се одвои од родителите. Доби еден ред, посебен ред, доби и за него едно поголемо искуство. И да си покаже се она што ние сме го научиле и што самиот, нели, го стекнал од досегашниот негов живот. Не само по компливање и во учењето, сепак ќе се одрази тоа секако. Растеме, значи го доживуваме тоа и мислам дека е прекрасна работа. За најмладиот, но и најтрофејниот тим нема одмор и паузи. Се вратија во базен со интензивен тренинг. Еве што прават денес. Нивниот развој се
се движи во позитивна насока, напредокот е евидентен. Сега дури Марио веќе почна и Стефан да работиме на скок, да не тргаме од долу од базен, да скратиме малце на време. Има желба многу поголема за работа, мотивацијата е на врвно ниво се уште барем. Целта ни е да го зголеме бројот на атлетите, да најдеме нови шампиони. Нашите термини се понеделник, среда и сабота од 4 до 5. Отворени сме за членовите на специјална олимпијада и за нормалната популација, за поддршка и социализација на нашите атлети. Ајде сега да покажете по еден скок шампионски, може? Може. А? Питаш ја прв. Прв Марио, втор Стефан. Може? Ајде. И се разбира на крајот од нашето дружење. Ветувањето треба да се исполни. Ние Марио го државме за збор. Бидејќи кој ќе даде прво место, тој ќе части. А кој не на победи, тој ќе изгуби. А кој ќе биде, тој ќе биде сравеникот Марио. Бидејќи ја ќе победив дека ќе сам боза. Нови сите, ќе ќе нови светските олимпијади, ќе ќе бози. Ние често си имаме навика да се собереме да дали на кафенце, дали е сега повода дека Марио не части за медалата боза, али често се дружиме надвор, имаме активности вон базени, вон тренинзите. Па се надевам дека ќе имаме уште многу поводи и медали за вакви частенки, вакви собиранки. А славење и медали очекуваме и во иднина. И за тоа дадоа збор токму оваа екипа, овој тим, пливачите на специјална олимпијада Македонија. I will rise 1,000 times again.